Мајша Сенас за Билјана Драгичевиќ-Пројковска. Здраво, Биби, добро ден дојде. Добре ве најдов и конечно сум пресреќна што повторно се вративме во светот на живите. Да, во светот на живите. Па имаме и многу убав повод. Ние имаме стално поводи околу тебе за снимање, но овој па е баш така интересен затоа што Кармен премиерата излегува во Драмски театар, монодрама твоја, прва да ти се множат. Прва монодрама, мислам дека никогаш не би се случила оваа монодрама да не беше короната. Значи, она што викаат секое зло за добро е, мислам дека живеевме во многу динамично време предходно, пред година дена, и мислам дека никогаш немаше да се охрабрам да направам монодрама, затоа што сватив дека е навистина процес кој мора да помине подолго време низ тебе за да се направи еден квалитетен продукт и да се направи како прав театарски чин. Значи, да не биде монодрама само да излезе актер на сцена и да 45 минути да ја забавува публиката, туку да биде прав театарски чин и презадоволна сум од целиот процес. И конечно, еве, од декември до сега, поминати се 4,5 месеци, ќе имаме конечно премиера. Биби, претходно си гледала од твоите колеги монодрами? Па имаше по некоја, морам да признам дека најавтентичната ми беше на Игор Џамбазов за детските работи, која навистина ми остави силен впечаток, тогаш бев така помала, млада во професијата, меѓутоа навистина држеше внимание и плачев, се смее во исто време. Потоа имаше по некоја монодрама, меѓутоа секако на Ѓорги Олевски монодрамите ги обожавам. Он направи сега исто втора монодрама која ја гледав, Лентата на крап. Меѓутоа се реткост, онака како мали дијаманчиња кои избликнуваат од време на време и многу ми е драго што еве јас имам 46 години и конечно ми се остварува сонот. Ова ми е всушност сон и сакам да може би почесто да работам и монодрами, различни секако по својата форма. До сега монодрамите некако не се избориле, во Македонија конкретно, за долго да траат на репертуарот. Супер биле, повеќе имам гледано, но некако после некоја изведба и тоа замира. Јас не би сакала тоа да се случи со монодрамата на Кармен, би сакала да живеем многу долго. Мислам дека тажно е, но вистинито, дека нешто мора да замине за нешто да дојде ново. И таа енергија мора да се менува. Ама ако нешто е добро и може да трае со години, мислам дека ова е форма во која, ако ништо друго, можам јас да си ја зачувам представата и колку што можам да ја промовирам и да ја гледа публиката, затоа што оваа представа пред се може да прошета низ цела Македонија, може да биде разбирлива и за Балканот, и за Европа, значи направена, да кажеме, и за критичари, направена и за гледачи, така да јас само си би посакала долг век на представава, а тоа се случува, пак ќе кажам, дали до квалитетот на монодрамите, дали луѓето веќе почнуваат тие стендап комедии да ги чувствуваат многу поблиски затоа што им треба време за релаксација, за смеење, а сепак една монодрама е театарски чин во кој, да, постои и тоа, постои дека треба да се насмееш, требаш да се расположиш, можеби и да заплачеш, ама тоа се две различни форми. И мислам дека работите пропаѓаат токму од моменталните ситуации во и случувањата во земјите. Не знам, луѓето сакаат повеќе да се радуваат. А ти си била една супер ултра талентирана комичарка, а многу малку си искористена во таа област. Да, и се надевам дека со оваа монодрамова таа суптилна комичност што ја имам и што ја носам ќе биде многу повеќе акцентирана, затоа што самата Кармен е многу интересна жена која цел живот живеела со маж интелектуалец, а самата она завршила само основно училиште и како да кажам, тоа е жена која знае многу, а не знае ништо. Разбира многу, а не разбира ништо. И токму тој контрапункт ќе направи представата биде
комична, е секако и трагична, мора да има контрапункт на трагикомика. Не сум искористена, ете, значи пак ќе кажам, бидејќи репертоарот никогаш не го бираат глумците, туку бираат тие што се моментално директори и они треба да одлучат што е најповолно да играат нивните актери. Ама јас сепак во секоја улога гледам да си вметнам некоја комична нитка, затоа што без тоа не сум јас. Биби, кој режисер е машта и Дејан Пројковски, кој го одбра текстот или Дејан? Значи, текстот ни беше даден од театарот, пред се да го прочитаме како роман, бидејќи ова е роман кој се вика 5 часа со Марио, на Мигел Делибес, кој има 250 страни, можеби, и требаше прво да се прочита да видиме дали тој роман може да донесе форма како што е монодрама, да биде пренесен во форма монодрама, и свативме дека и како може да се направи, и јас со воодушевување прифатив и викам да, во оваа пандемија сакам да работам, сакам да се пробам во монодрама, и на крај крајшта си реков па нека биде тоа еден предизвик, и да биде и да има успех и да нема успех. Јас сепак тоа ќе биде како некаков личен експеримент во кој јас нели ќе уживам или нема да уживав. Во секој случај текстот беше даден од театарот, ние со задоволство го прифативме и почнавме да работиме на него во декември, бидејќи ние за Мигел Делибес не сме слушнале, го немаме читано, беше преведен пред 3 години кај нас за прв пат и најверојатно за време на премиерата ќе се продава неговиот роман, што ќе биде супер. И тоа сакав да кажам уште една ситница, дека од тие 250 страни ние го сведовме текстот на 14 страни кои се апсолутно доволни за сат и 15 минути траење на монодрамата Кармен. Ти го кратеше со Дејан заедно, како одеше тоа? Драматуршки Дејан најмногу се грижеше за текстот, затоа што низ него поминаа оние главните штрихови, па и ситниците, секако во еден период и заедно го работевме. Мислам, цело време заедно работевме, читавме, тој ги сечеше деловите, ги штрихаше тие што не требаат, па јас ги препрочитував, па баравме да видиме дали е нешто пропуштено или не. Во секој случај заедничка работа, меѓутоа сепак да кажеме он е главен драматург на ова дело. Можам да го пофалам Дејан сега како режисер кој што достојно ја представува македонската режија надвор од границите наши. Овдека е докажан со неколку своји феноменални представи направено, но исто така и надвор од Македонија во границите на бивша Југославија, и тоа како добро котира, затоа што направил преубави представи. Дали ти беше дел од тие представи кога се спремаше или само одеше на премиера да ја гледаш представата и уживаше во она што го виде, или можеби беше како помошник или некојаш да те носел како она да му кажеш пред да е премиерата што се е добро или што не чини можеби во таа представа? На почетокот на кариерата имавме повеќе време да се занимаваме со тие работи и бев дел од неговите представи, мислам знаев да дојдам и на проба и да гледам 10 дена пред премиера, да го кажам своето мислење. Меѓутоа, како течеа годините, почнавме деца, обврски и сега се случува да се радувам само на неговите премиери. Секако јас повторно ќе му кажам тоа што ми се свиѓа или тоа што не ми се свиѓа, меѓутоа во принцип помалку се тие работи на несвиѓање, затоа што на вистина неговите дела сами кажуваат дека се добри, затоа што живеат со години. Така да, како да кажам, еве, прв пат после 20 години ние работиме заедно на Кармен и всушност сега вистински си ги опипавме нашите енергии дека можеме да работиме заедно и си дадовме рака и за други проекти. Затоа што Колично се запознавте? Не, ние се многу добро се знаеме, туку мислам дека секој во животот треба да си го оди својот пат и да биде задоволен со тоа и никој од никого не треба да зависи. Меѓутоа, па уште поголема е љубовта кога знаеш дека со тој човек можеш да создаваш дела и да се разбираш на ниво како режисер и актер, не како маж и жена, затоа што тоа би било дегутантно. Така да бевме навистина професионални и така да јас сега реално се запознав со неговата
работа и како он работи на други представи. Се повеќе беше тој надвор од Македонија во изминатиот период. Ова му е прва представа после долго време во Македонија направи. Ова е прва представа после долго време. Мислам дека последната представа му беше Генетика на кучињата во Драмски театар. И ова е прва представа после... Да ти кажам, после Генетика на кучињата може само Кармен да дојде, ништо друго не може да дојде. Само Кармен. Така, јас се надевам дека ќе има и добри денови. Генетика на кучињата е најдобрата представа во изминативе 10-20 години во театарскиот живот во Македонија. Така е, мене многу ми се допаѓа. Мене ми се допаѓаат сите негови представи, сега и Браќа Карамазов, и Буре Барут, Ана Каренина. Значи тоа е се прекрасно. Така се надевам дека значи не е он заминат од Македонија, он просто он е тука и сака да создава дела секако и за нашите театри, затоа што мислам дека и tekako може да ги види светот. Биби, кога почнуваше, знаеше колку далеку ќе стигне твојата желба за да се играш во театарот? Не, никогаш. Само имав еден голем сон дека сакам да станам актер и беше фасцинантно и кога се запишав на факултет, па кога се вработив во театар, па кога почнав со улоги. За мене секоја улога е нов почеток. Секоја работа врзана за професијата, ако не е врзано со сцената како актер, тоа е она што го работам и зад камерите. Меѓутоа, секој почеток ми е како одново да треба да се докажам, како одново треба да ја покажам силата, да бидам различна, да бидам она што не сум била претходно. А за тоа треба навистина голема љубов и верба. И јас секогаш ја имам и ќе ја имам до крајот и затоа верувам дека оваа моја монодрама и целиот овој изминат пат, значи ќе биде и tekako доходовен за да на некој начин преживее актерот во мене и вербата за она што сакам да го правам. Биби, да се вратиме малце назад, кога се запознавте со Дејан. Си решивте дека напоредно ќе ги правите своите кариери, дека нема скрстени да ви бидат? Така. Првата представа ни беше Падот на невиноста и тоа беше прекрасна представа, не знам дали се сеќаваш на неа. Таа, за жал, исто после 2 години, 3 симна од репертоар, без причина. И меѓутоа тоа не беше причината да ние не функционираме заедно на сцена, но тогаш се договоривме дека е најдобро секој да го тера својот пат и да ги гради своите кариери како што може најдобро, затоа што само така имаш слободата. Слободата на духот и слободата на тоа се што сакаш да направиш на сцена, а никој при тоа да не ти замери или да те притиска, значи апсолутна слобода. Вие за тебе кажуваат во театарот, јас лично те познам и го утврдам тоа, но кажуваат дека си најдобрата особа во театарот од глумиците. Не како глумица, него како човек најдобар. Ти си стално весела, стално ведра, стално желна да помогнеш, стално пријатна, стално присутна, стално достапна, за разлика од твоите колеги кои понекогаш имаат црни минути, кај тебе е се светло. Па, јас сум таков човек. Навистина, секогаш се чувствувам среќна, театарот ми е втор дом и ги сакам луѓето и сметам дека кога шириш позитивна енергија, дека така ти се враќа и дека сите работи многу полесно ќе ги поминеш на театарската сцена и во животот, отколку да бидеш стално негативен, не знам како да кажам. И мислам дека најголемата контра од мене се случува токму на сцената. Значи, јас сум во животот една, можеби, ја некојаш за себе викам, можеби сум малце издодевен човек, меѓутоа на сцена сум она што од секогаш мечтаам да бидам или што не сум можела да бидам во животот. Значи, сето тоа го правам на сцена и мислам затоа се случува тој добар контрапункт значи, со позитивната енергија наспроти позитивната енергија на сцена која прави од тебе чудо. Значи, она што не си. Сега, освен театарот, каде што си, да речам, доминантна, можам исто да потврдам дека и на телевизија си лик кој што едноставно
кога и да уклучиш телевизор, излегува да те види. Тоа е Кучето Петко, која што е една серија 5+, која што е најпопуларна серија кај младите, кај децата. Серија со која што многу деца пораснати се и серија која што да прашаш било кое дете што му е омилено и на што се сеќава од детството, ќе ти рече се сеќавам на Петко најмногу. Петко е тој што ги поврзува сите тие ликови што се во 5+, а Петко си всушност ти. И тоа е една од моите детски мечти, кога... Значи, ние сме генерација што растевме со многу интересни детски емисии. И секогаш сум сонувала, и до ден денеска, значи, најинтересно ми е да работам за деца. И сонот мој беше исполнет. Значи, јас кога ја добив работата за Петко, всушност не се ни знаеше дали тоа ќе биде Петко или ќе биде нешто друго. Меѓутоа, заедно со продуцентот ја создававме идејата. И во секој случај, јас пак ќе се навратам дека е се до вербата. Вербата, ако ја имаш и љубовта, ти се остваруваат сите соништа, ама вистински. 13 години, веќе 14 години ние работиме на Петко и радуваме нови и нови генерации, сите растат со нас. А не само што се срекни кога ќе го чујат гласот, туку така се топат како да се на некоја друга планета. Значи детскиот осмев и задоволство ми го полни срцето и знам дека сум на прав пат секогаш кога работам за деца. Вие се сеќавам на, не знам колку беше, дали 10-12 години, не се сеќавам кога, имавте некои представи како новогодишни со Петко поврзани. Да. И кога вие мислевте дека ќе биде една представа и така, и кога испадна илјадници представи. Мислам дека маратонски, тоа беше, тоа беше желба, народ, гужва, не знам, паника за карти, кој да дојди, па мене ми се ува дење, ноќе, родители, леле, викам, па се слушавме, јас и ти викам, што се случува, не знаевме тога што се случи всушност. Па се случи една еуфорија, значи Петко стана суперстар, Петко и неговата 5+ фамилија. Ние станавме некакви супер звезди за кои не бевме ни свесни, затоа што прв пат се случи да направиме, тоа беа концерти, така ние ги нарекувавме, иако беа пронижени со театарски елементи. Значи имавме инструменти на сцена, значи се она што сме сонувале, не знам, диалог, не знам, пење, па деца стануваат, играат. Значи се осетивме како вистински супер звезди и тоа е всушност 5+ фамилија се всушност тие. Иако сум јас, да кажеме, во костимот на Петко, сепак го чувствувам, ја чувствувам таа радост и замисли каква радост имам јас носејќи го костимот. Независно што децата не ме гледаат, кога би ми го виделе лицето, само колку среќа и тага имам во исто време за тоа што го правиме, мислам дека би сакала цел живот да ги радуваме децата. Така да тие концертите продолжија не само таа година, туку секоја година до коронава. Така да се надевам дека се ќе се врати во нормала, за да може децата се вратат во училишта, за да можеме да и ние да имаме концерти, за да се гушкаме, радуваме и да ја пренесуваме таа позитивна енергија. Ај таа корона пуста се ни зеде. Најмногу ми е криво за неколку одлични представи кои што многу тешко ќе може да се вратат, затоа што секоја представа кога ќе не играна, да речем, подолго време, уште потешко е враќањето отколку да ја почне да ја спремаш од почеток. Чикаго беше првиот официјален мюзикал, да речем, иако имаше некои обиди претходно свирач на покривот. Тоа беше, првиот и единствен обид, но Чикаго е онај класичен мюзикал кој што буквално беше бум во Македонија што се случи со една одлична актерско-пеачка екипа која што направивте такво чудо од представа што оние кои што јас сум еден од тие кои што имаат изгледано и во Лондон представата премиерно и овдека можам да тврдам дека рамо до рамо можеби нешто подобра беше нашата изведба од тие оригинални изведби што ги има таму. Што се однесува до Чикаго се одигра за жал само 20 пати. После тоа дојде Мама Мија како утеха за тебе посебно, затоа што тој исто беше дел од Чикаго.
После дојде Мама Мија со едни хитови кои што за нас се вонвременски од АБА, песни кои што сите ги познаваат, кои што до ден денеска се пеат и се кога и да се слушнат, така убаво чувство кај секој нешто ги слуша и кај помладата и кај по старата генерација. И повторно некако и Мама Мија доживува заради короната можеби едно затише пред бура или затише конкретно? Затише. Јас сум не знам од каде да почнам да кажувам дека само што изградивме една прекрасна музичка кула, значи две театарски представи Чикаго и Мама Мија кои за жал треба да се плаќаат права за секоја изведба и се плаќаат права за до 20 изведби и потоа кога ќе завршат тие 20 изведби треба да се плаќаат нови права. И како која директорска постановка доаѓаше, така почна да не ги интересираат мюзикли, затоа што почна да немаат пари, се смени власта, падна све во вода и сватија дека се тоа многу скапи проекти кои они немаат шанси да ги поддржуваат понатаму. А Министерството за култура поддржува проекти кои што тие пари за Чикаго и за Мама Мија се вака. Во споредба со парите што ги дале за некои си глупости кои што нити ги видел некој, нити знае што се. Апсолутно. Тие представи се како прво работени многу чесно, значи со месеци за да изгледаат така. Да, екипата е голема, имаме многу гости, музичари, дури јас сум гостин во двете представи, но просто сакам да кажам дека ние немаме константа во ништо. Па ни во мюзикли. Значи за мюзикли да не кажувам, можевме да имаме константа и да се направи еден супер репертоар на мюзикли кои се итекако добри за гледање, мислам го греат срцето, како да кажам. И просто тагата е голема дека всушност многу малку земјава наша е многу малку заинтересирана за култура. Сега во овој период, а и предходно... Овој период никако не е заинтересиран. Никако не е заинтересирана. Ако нешто не ја интересира, културата не ја интересира. Да, ма тоа е страшно. Колку представи, мислам дека ова интервју би требало да остане во едно позитивно сеќавање, затоа што ако отвориме Пандорината кутија, ќе се разочараме многу. И затоа... Не си таков човек, гледаш се, јас те натерав со Чикаго и со Мама Мија, малце те направив потажна од што треба да бидеш. Да, затоа што навистина тоа беше прекрасен процес, публиката која се радуваше на секоја изведба, дури ни картите не беа проблем. Сами си картите беа скапи, прескапи беа, за Чикаго беа 600 денари нешто какво. 800, а Мама Мија беа значи 600, 800, 1000, 1200. Значи не беа проблем картите, кога ќе кажат скапе театарот, па јас за тие пари ќе излезам, ќе испијам кафе и не знам што. Апсурдно е. И на крај краишта треба да се врати публиката, али овој пат почесно од претходните пати на вистина да ја поддржува секоја културна манифестација што ќе се појави од утре па натаму. Значи короната да ја заборавиме и публиката да ја отвориме врати, да се врати во театарот, тоа што било поминало, одредени работи сакаме да се вратат секако, меѓутоа да почнеме некако со нова мисла, да се отворат вратите од театрите и од културните институции, да се вратиме во некаква нормала и да живееме среќно. Би да го заокружиме ова твое работење околу културата со кастинзите што ги организираш како кастинг директор за многу, да речем, серии, филмови. Она што ми е најубаво тоа е Преспав, тоа е една преубава хумористична серија каква што сме немале во Македонија, со Охо продукција, која што сега исто гледам дека имате барате некои дечиња, нешто правите, некој нов кастинг. Но кажи ми, да се вратам, кажи ми ти како се најде во таа улога и како почна сето тоа ти да си таа која што ги одредуваш улогите во некои од представи, серии или било што, или филмови. Дали може да ти кажам пак за мојот сон детски? Многу се возев со автобуси како мала, иде во училиште, во музичко, во Песталоци, учев во школа и ностоп секој ден одев со автобуси. И замисли, освен тоа што сакав да бидам актер, мечтаев, викам, замисли да бидам продуцент и вака гледам ликови и викам, ти
ќе бидеш главен лик во тој и тој филм или ти дојди на кастинг. Замисли, ја тогаш можеби изборот кастинг не го знаев, а мечтаев дека сите тие интересни ликови јас би можела да ги спојам во некој филм или во нешто што би се снимало, дали на телевизија, дали на киноплатно. И како и да е, мене главниот сон ми се остварува што туку завршив факултет, значи ме повика Рефет Абази да работам на Наше мало како dial coach, значи да работам со децата, да им помагам околу текстовите. И спонтано ме внесоа во светот на кастингот. Значи сонот мој од детство, кој беше апсурден, нели? Не беше волја. Ми се остварува почнува ми се остварува негде на 24-5 години, кога јас станувам кастинг директори на Наше мало. Тоа беше прекрасна серија за деца, која се уште мислам дека ја гледаат децата и ја следат. Се снимаше некои 4-5 сезони, јас работев само 3 сезони и така почна се. Така почна се и така продолжи, еве, јас до своја 46-та година, значи од 26-та до 46-та, 20 години јас го работам тоа. Дали за реклами, дали за краткометражни филмови, дали за долгометражни, и тоа е нешто што тоа е посебна професија. Просто исто треба да сакаш, ама пред се треба да ги сакаш луѓето за тоа да го работиш. А за Преспав беше супер затоа што јас бев поканета, го работам затоа што сме соработници со Охо продукција веќе со години со 5+ фамилија. И всушност прво таму почнав исто паралелно да работам кастинг и ме повика во Преспав, така да на некој начин јас сум одговорна за главниот каст на Преспав и многу ми е драго. До совршенство добро направен. Да, до совршенство добро направен и секоја година секако се трудиме да внесуваме нови интересни ликови кои ќе ги радуваат луѓето. Епа, Биба, фала ти многу што ми беше дел од магична сцена, уживам стално кога сме заедно и приватно и вака на камера. Едва чекам да ја гледам представата. Сигурен сум дека тоа ќе биде до совршенство добро, знаејќи го Дејан. Дејан не остава ништо на случајност, знаејќи те тебе исто така, знаејќи ги екипата која што не е само Дејан и ти, затоа што таму и Валентин Светозарев. И Валентин, и Олга Панго, и Раде Василев костими. Да кажам кратко за представата, јас имав некоја затворена премиера пред едно 20 дена и беа присутни колеги кои ја гледаа представата. Секогаш е добро да представата што ја работиш, да ја погледат и други очи пред да излезе на сцена. Пред да излезе на онаа главна премиера, затоа што сепак кога си затворен во некаков процес, не ги согледуваш некои ситници работи, можда големи, мали, како и да е. И секако таа затворена премиера е секако многу важна за ти да ја потврдиш работата што си работел во тие 3-4 месеци. Секако, после 20 дена јас се чувствувам уште повеќе спремна и полна со таа сила за да покажеме што сме работеле и посакувам долг век на представата затоа што навистина е работена со љубов. Тоа беше се од денешната магична сцена. Одете на театар, гледајте Кармен. Може би сега со пандемијава при крај ќе видиме, па од септември, од октомври ќе биде заживен тој вистински театарски живот, но убаво е да се гледа и во меѓувреме ако нешто фатите. Фала ти, Биби, многу што не беше дел од магична сцена. Ти посакувам убави представи да имаш и онакако што си тераш, така продолжи си понатаму, си знаеш ти најдобро. Фала ти многу, фала ви и вратите се отворени, повелете во Драмски театар.